На тридневниот синод во Истанбул, со кој председаваше Вселенскиот патриарх Бартоломеј, духовниот поглавар на околу 300 милиони православни христијани, беше одобрено барањето на Украина за автокефална, односно независна црква. Всушност, синодот донесе неколку одлуки за отворање на патот на Украина да има своја црква. Меѓу одлуките е и рехабилитација на украинскиот патриарх Филарет, кој е исклучен од Руската православна црква уште од почетокот на 90-тите години. І тепер це рішення про недійсність цих всіх заборон дає нам можливість тепер об'єднатися з архієреями Московського патріархату, які захочуть об'єднатися з нами і об'єднатися з автокефальною церквою. Украинската црква моментално е поделена на три дела, а еден е технички надгледуван од Московскиот патриарх. Тоа владата во Киев го смета за неприфатливо со оглед на нејзиниот тековен конфликт на истокот на земјата со бунтовниците поддржани од Русија. Победата на Украина во врска со црковното прашање би можело да ја зајакне кампањата на прозападниот председател Петро Порошенко во она што се очекува да биде тесна изборна трка во следната година. І втім, питання Томосу та автокефалії виходить далеко за межі церковного життя. Тому до нього долучилася держава. Бо це є питання нашої незалежності. Це питання нашої національної безпеки. Це питання нашої державності. І це питання всієї світової геополітики. Во знак на одмазда поради ваквиот чекор, Руската православна црква најави дека ќе ги прекине односите со Вселенската патриаршија. Архиепископот Климент Вехерија, портпарол на Украинската православна црква при Московската патриаршија, пак изрази страхување за натамошната работа во Украина. Це нас, звичайно, непокоїть, і останні заяви українських політиків дають нам розуміти, що підтримки від української влади і захисту від української влади, вочевидь, нам шукати і очікувати не варто. Руската православна црква ги спореди акциите на Украина за независност со големиот раскол од 1054 година, кога христијанството се подели на западно и источно. Руските црковни власти предупредија дека сето ова може да доведе до натамошни неповратни поделби во светската православна заедница.